Одговорност за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани мора да има, истакна денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, давајќи отчет за сработеното во претходната година. Како што истакна, за оваа трагедија се поднесени повеќе кривични пријави против министри, градоначалници, директори и слично, со што се покажува дека се работи за целосно решавање на случајот. За разлика од минатото, кога по такви трагични настани немало ниту една кривична пријава поднесена од страна на Министерството за внатрешни работи, сега Министерството за внатрешни работи отпочна најголема истрага досега, која што резултираше со поднесување на повеќе кривични пријави против десетици сторители, меѓу кои што има и поранешни и актуелни министри, директори, градоначалници, раководители на институции, полициски службеници и други носители на функции. Одговорност мора да има. Кога се во прашање криминалот и корупцијата им уште многу работа, вели Тошковски, но додава дека се посветени да им служат на граѓаните, а не на криминалците. Имаме министерство кое што реагира и полиција што е видлива на терен и работи во интерес на народот. Да, имаме уште многу работа. Криминалот и корупцијата се предизвици со кои постојано се соочуваме. Се уште има мрежи, интереси, структури кои што сакаат да го задржат нивното статус кво. Но повеќе не им оди, така го што им одеше порано, затоа што сега Министерството за внатрешни работи им служи на граѓаните. И воедно имаме раководство кое што не молчи, туку зборува гласно и делува решително. Нашата цел е да изградиме систем каде нема да има страв, каде законите ќе важат за сите и каде државата ќе биде сојузник на граѓаните, а не на криминалците. Во трагедијата во Кочанската дискотека загинаа 62 лица, околу 200 беа повредени. По нешто повеќе од 3 месеци се поднесоа кривични пријави против 34 физички и 3 правни лица, со можност истрагата да се дополнува.